Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски најави дека до крајот на годината ќе се одржи средба со премиерот Христијан Мицкоски и Министерството за животна средина за дефинирање конкретни мерки против загадувањето на воздухот. По конститутивната седница на Генералното собрание на ЗЕЛС, Ѓоргиевски истакна дека справувањето со аерозагадувањето повеќе не смее да биде само декларативна заложба и посочи дека веќе се вршат засилени инспекцијски контроли на терен, иако тие се спроведуваат без јавен публицитет. За град Скопје слободно побарате информација од секторот за инспекција. Колку пати сме постапиле против потенцијалните загадувачи. Тоа е процес кој мора да се решава во неколку етапи, изјави тој. Градоначалникот нагласи дека проблемот со загадувањето е присутен 3 децении и не може да се реши преку ноќ, но дека постои сет на мерки кои треба на долг рок да дадат резултати. Алтернативни горива за загревање домаќинства и оно што треба следната година да го добиеме како поддршка од владата се нови електрични автобуси и реално функционален превоз за граѓаните, зашто помалку да користат автомобили, истакна Ѓоргиевски. Најави дека град Скопје ќе ги објави официјалните првични насоки и мерки за постапување во денови со зголемено загадување на воздухот. Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека според податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиенталниот воздух и добиената временска прогноза од Управата за хидрометролошки работи, прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри е надминат на мерните места во Скопје, Центар, Газибаба, Карпош, Лисиче и Ректорат. Прагот на алармирање, како што појаснуваат, е дефиниран во уредбата за изменување и дополнување на уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочна цел. Согласно настанатата состојба за мерните места во Скопје, Центар, Газибаба, Карпош, Лисиче и Ректорат важат следните мерки. Да се интензивираат вонредните инспекцијски надзори на инсталациите со интегрирана еколошка дозвола. Да се интензивираат вонредните инспекцијски надзори на терен за контрола на инсталациите со интегрирани еколошки дозволи и елаборати. Инсталациите со континуиран мониторинг да овозможат јавен пристап на измерените податоци. Да се интензивираат вонредните контроли на техничката исправност на возилата, особено оние со дизел горива и нерегистрирани возила. Да се интензивираат вонредните контроли на градилиштата. Забрана на горење на отворено. Се препорачува на сите правни субјекти да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години и лицата со хронична астма, прележан, инфаркт или мозочен удар, без разлика на возраста со препорака на матичен лекар. Се препорачува на сите правни субјекти работодавци да го реорганизираат работното време и лицата кои работат на отворено да работат од 11 до 17 часот, да не се организираат спортски надпревари и други културни манифестации на отворен простор. Новоизбраниот градоначалник на Скопје Орце Ѓоргиевски е и старо нов председател на заедницата на единиците на локалната самоуправа, која одржа Генерално собрание. За повторниот избор за председател на оваа институција информираше самиот Ѓоргиевски во изјава за медиумите, во која наведе дека на собранието се избрани членови на управниот и на надзорниот одбор на ЗЕЛС. Според Ѓоргиевски, за неговиот избор, неговите колеги градоначалници одлучиле со консензус, односно сите едногласно гласале тој да продолжи да ја води оваа институција во наредниот 4-годишен период, колку што трае и градоначалничкиот мандат. Дополнително, како што наведе градоначалникот на Скопје, за подпредседатели на ЗЕЛС се избрани градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски и градоначалникот на општина Чаир Изет Меджити. Инаку за подсетување, Ѓоргиевски претходно беше избран за председател на ЗЕЛС на половина од градоначалничкиот мандат во општина Киселавода, откако на крајот на јануари од функцијата во оваа институција беше разрешена поранишната градоначалничка на Скопје Данила Арсовска. Рокот во кој организаторите на Зимзолен треба да се изјаснат за забелешките од инспекцијскиот надзор е до денеска. Општина Аеродром треба да постапува, но се уште не се открива на кој начин. Дали со отстранување на забавниот парк или со санкции за утврдените неправилности.
Од општината најавија дека набрзо ќе одлучат што понатаму, а ќе бидат земени предвид и ставовите што организаторите ќе ги достават. Понатамошните чекори ќе зависат од тие околности. Зимзолент работи без дозвола, така констатираше град Скопје и наложи на општина Аеродром да постапи. Од друга страна, организаторите на Зимзолент пак тврдат дека ги имаат сите документи и дозволи за работа и за безбедност. Во исто време при инспекцијските контроли, Државниот пазарен инспекторат, Агенцијата за храна и ветеринарство и Управата за јавни приходи утврдиле вршење нерегистрирана дејност и најавија казни за немање фискални ниту пак услови за продажба и производство на храна. Во дворот на дневниот центар Гнездо во општина Центар, од утре од пладне па се до 18 часот, ќе се одржи хуманитарен божиќен базар Гнездо 2025, што го организира Сдруженијето новинари за човекови права од Скопје. Настанот е замислен како еднодневен семеен и добротворен базар, чија главна цел е собирање средства за поддршка и континуирано функционирање на програмите на дневниот центар Гнездо, кои обезбедуваат психосоцијална поддршка, едукативни активности и безбеден простор за деца и млади од ранливи категории. Посетителите ќе имаат можност да уживаат во богата културно-забавна програма, настапи на училишни и детски групи, весели активности за деца, како и занаидчиски и хуманитарни штандови, преку кои директно ќе придонесат кон работата на центарот. Настанот е отворен за сите граѓани и е наменет за целото семејство. Божиќниот базар е можност за солидарност, заедништво и поддршка на децата и семејствата на кои им е најпотребна помошта од заедницата. Со овој настан сакаме да испратиме порака дека грижата за заштитата на децата е заедничка одговорност, велат организаторите. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја